И Кочани е град кој не е поштеден од овој проблем. Деца по 10 години наместо во училишните клупи денот го поминуваат во просање. Според новите законски мерки од ресорното министерство, доколку родителот на детето не постапи по укажувањата на Центарот за социјални работи и повторно го наведува детето да питачи, тогаш ќе се покрене постапка за одземање на родителското право пред надлежен суд и ќе му биде поднесена кривична пријава. Директорката на Кочанскиот центар Даневска вели дека тој проблем со наведување на децата на питачење во Кочани не е во многу изразен, бидејќи децата сами излегуваат на улица и питачат. Центарот за социјални работи од Кочани на проблемот собирање и регистрирање на децата кои питачат по кочанските улици и намалување на нивниот број работи уште пред да излезат новите построги законски мерки од страна на Министерството за труд и социјална политика, вели директорката на Центарот Весна Даневска. Но при реализирање на проектот се соочуваат со други проблеми. Се додека има луѓе кои им даваат пари, децата питачи ќе ги има. Проектот на кој работи Кочанскиот центар за социјални работи е во соработка со полицијата и локалната самоуправа на Кочани. До сега неколку деца од улица се пратени во училишните клупи, а се разговара и со нивните родители. Бројката на децата питачи видливо е намалена, вели Даневска, и додава дека доволен е фактот што децата знаат дека инспекторите работат на терен и дека можат да бидат затекнати на улица. Според новите измени во Законот за семејство, ќе следуваат поригорозни санкции за родителите кои ќе ги пуштат своите деца да питачат. Новиот закон предвидува задолжителни лекарски прегледи, надзор и совети за родителство, времено одземање на детето од родителот, покренување постапка за одземање на родителско право и кривична пријава за злоупотреба и занемарување на родителското право.